Добре ден, Мајкша Сена за Благоје Чорески. Чоре најубаво во вашето време, да речем, иако тој денеска, ако се пушти, ќе биде секако бум, беше женски оркестар. Тоа мислам дека буквално тепачка имаше кој да ве гледа, кој да ве слуша, имаше и престижна представа која што и касети имаше направено. Да, тоа е престижна во смисла на тоа кој ќе добие билет. Се фали низ цело мало. Така беше со Чијаси, со Розенкранц и Гилденсен се мртви. Амадеус доста представи. Женски оркестар, потоа и правевте и како серија на телевизија, одеше нешто? Знаеш но како Балкан бенд. Како Балкан бенд. Да. Ти знаеш дека таа не сака да биде во драмски? Знам. И симна. Јас, затоа што сум таков човек, и реков на Верче, шефот на светководство, те молам извади ми колку за оваа неполна година има донесено женски оркестар пари на ова. Ние не добивавме ништо. Ама скоро ништо, буквално. Беше околу 83.000 марки во тоа време, околу 83.000 марки. И јас тогаш им реков, сега ќе ме болите, но нема да биде повеќе во драмски представата. Таму играа феноменални актери. Секојаш кога имаш одлични актери, имаш и одлични представи. Може и да се утне, но тоа е повеќе од режиската концепција на ова и послушноста на актерот да го слуша се иако не е во право режисерот, но таму беа навистина врвни актери. Сега да не ги спомнувам сите, ама се знаат, од еден Дади, од еден Ванчо, Џокица, Гоце, Јовица, Игор, како најмлад, јас, да не испуштам некој? Не, толку си. И режија Димитар Станковски, прекрасно преработен текст на Сашко Насев. Го имам негде дома, првиот текст. Го имам. И таа се сними, и покрај тоа што се снимаше, ќе ви кажам една вистина, можда сум ја кажал дека. Јас со женскиот оркестар купив кола. Кажете ми сега дали можете да купите од представа, да. Не говорам за филм. Па и филмот не се кузне какви Не знам на светско ниво да е филмот, да. Нешто да направиш. Но купив. Форд Ескорт купив. Тоа тешко сега ќе можам да се отепам во играње, тешко да ќе можам да спечам. Слушав некои од старите пејачи од времето на бивша Југославија кои што за, не знам, вика од една плоча купуваш куќа. Да. Па добро, имаше тогаш вреднување на индивидуалните вредности во уметноста. И за сликари, и за оперски пејачи, и за... нема да кажувам, но ќе кажам цифрата. Да речеме, во некои градови сме добивале 200 марки од представа. Ако е тоа сега пандан 200 евра, израчуне, а сме играле по 3 некојаш представи во истиот град. Полни сали, значи секој од нас, заедно со режисерот, значи 7 и режисерот 8, 1600 евра сме добивале од една представа. Тоа сега не верувам дека може. Тоа сигурно не може да се случи, но сам да кажам, вие не игравте за парите и не се забавувавте за парите, вие уживавте во таа представа. Уживавме во таа представа како што сме уживале во Болва во драмски. Нешто така некако се залепува на тебе, станува твоја кожа и не можеш ти од таа кожа да избегаш. Многу едноставно. Ние уживавме, додававме, правевме 350 работи. И затоа обстојуваше таа представа. Радиото исто беше многу актуелно. Беше актуелно додека беше жив гениот Карадак, додека не направија политички ВМРО, ни ја забранија прво, па дојде СДСМ и СДСМ ни ја забрани. Така, непознавањето на партиите, на луѓето кои што ги водат партиите, непознавањето од уметноста, од било што вредноста,
мислат дека тие се само вредност, затоа што може со еден подпис да го тргне животот на некој човек. Јас сум истиот Чоре. И во времето на ВМРО и во време во сега на СДСМ. Ништо спектакуларно не е направено за Македонија, за македонскиот човек. Ако сакаат тие да биде, првиот момент кога на Груевски не можеше да оформи влада, Заев ја оформи, требаше да се здружат. Да бидат за Македонија. Они се за Македонија толку колку што е дождот. Која ќе падне, која ќе го упие водата, толку е, нема. Говорам многу отворено затоа што не затоа што сега сум на залезот на кариери и на животот, напротив, јас сум во експанзија на мојот живот и на кариерата во театарот, во филмот и во се, затоа што тоа е така. Им кажувам дека мора да се чукнат, да се свестат дека не се тие најважни. Најважен е човекот во Македонија. Исклучиво човекот на Македонија. Без нив, они не можат никаде да бидат, нити ќе бидат. Без човекот, обичниот човек, да не спомнам, без омаловажување, од обичниот чистач на улицата, завршувајќи до најголемиот научник на Македонија. Они мора да ги почитуваат нивните вредности, такви какви што се, толку колку што ги имаат, а не да мислат дека тие, бидејќи се председатели на држава или на влада, дека они се главните. Воопшто не се они главни. Среќа што овој народ е многу мирен, среќа што овој народ може да трпи, па ги трпи. Јас бев во власта, јас си дадов оставка која видов што и сум горд на тоа, ја имам во телефон и некому која ќе треба да му ја покажам, му ја покажувам. Си отидов затоа што не може, ме викаш, јас сум единствен стручњак во Министерството за култура, а ме прашуваш за угостителство, ме тераш да гласам за шуми, да гласам за поплачување за ова. Јас сум таму стручњак. Имам среќа покрај Чоре денеска и неговата пубава половина. Дојде Магдалена Чореска, здраво Магда, добро им дојде во Магиша сцена. Добре, најдов. Да те искористиме малце, пошто тука да ни ја разубавиш сцената, затоа те викаме. Зборувавме со Чоресе од неговото раѓање до ден денеска дека е глумец, од мал сакал да е глумец. Како е да се биде во брак со глумец 45 години, колку ли сте заедно? Да. Ние сме 45 години заедно во брак. Не е лесно да се издржи, но многу треба трпение и многу толеранција, зашто нивната работа е специфична и треба тука голема улога има моите родители, нивните совети. Кога ќе дојдев дома и ќе се пожалам дека ми е тешко цело време на проби, на представи, на како што беше неговиот живот бурен, татко ми викаше: "Па Керко, што не зема службеник? Знаеш дека работното време му е од 7 до 3 и ќе биде дома. Ова знаеш кога ќе изе, не знаеш кога ќе се врати." Кај се пожалев на мајка ми, она ќе не ме слуша и секогаш се однесува како, викам, да е син, да им е син Чоре, а не јас Керка. И мајка ми беше италијанка, имаше многу убаво разбирање и комуникација со сите нас. И викаше: "Стави на вага добро и лошо. Има повеќе добро, па сега мораш да трпиш нешто." Да. Чоре има многу направено, да речем, и самиот кажуваше сега и пиел, и пушел, не знам, па престанал 80 да пуши, па 90-тите престанал да пие. Зборувавме и дека воркохолик е, сака да работи цело време. Се жалеше дека кога пиел се запивал, па по 3 дена не се враќал дома, но тогаш немаше, јас му викам, телефони немаше, затоа немаше мобилни, имаше мобилни, лесно ќе било. Знам дека и ти направи, Магдо, љубов моја, нешто имаше, така што ти изненадувал во секој случај, секојдневно. Било интересно. Не, стварно необично е, убаво било и на представи, така убав живот сме имале. Многу познати личности, глумци, повеќето дома ми ги носел на јадење, а тоа што стварно се опамети
80 година престана да пуши, 90 да пие. И тоа беше стварно многу убава работа од негова страна. И ја после 90 година остана времена со синот, 14 години ми се разлика децата. Ја викам во трезна состојба едно дете да имаме. Во секој случај убаво. Поминавме веќе 35 години сме заедно. Купно 47, 20 години имам кога се запознавме. И вака да тераме пензионерски двајцата. Добро е. Ти беше во просвета, повторно си пензионерка сега, како и Чоре. Децата немаат врска со театарот. Немаат врска. Децата јас секогаш викав сами да си одберат што сакаат. Викам во животот два пати треба да е паметен човек. Кога го избира позивот што ќе го работи цел живот и партнерот со кој што треба да биде. Тие две работи ако се е во ред после оди. И пред некој ден баш на Чоре му викам два пати треба да си паметен. Вика јас сум бил два пати, а ти? Ја викам еднаш само. Пак да гледам дека си активна на Facebook преку жена ми пријателки сте, дека нон-стоп постираш некои песни од времето на бивша Југославија, од звезди како што се Тереза, Габи, Оливер, Арсен Дедич, значи тоа време каде што квалитетната музика беше и гласот се ценеше и музиката. Со денешната музика како стоиш? Па сега не баш многу. Оние старите евергрини, тие повеќе ги слушам и повеќе ги знам отколку сега. Ама имаме и сега квалитетни пејачи, композитори, само што не е она исто што било порано. Гледам и во театриве и секаде. Не е оној квалитет. Јас знам, ред се чекаше за карти за во театар. Сега нема ни толку публика, ни толку представи, без разлика што е короната. Сосема друго. Чоре го праша во слободното време што прави, рече гледаме многу телевизија. Му е жал со внуката што не посветува многу доволно време, но вика во секој случај гледаме се и се што, од спорт до било какви емисии. Кажуваше дека Оскарите ги гледал до 5:30 сабајле. Што од кога отиде во пензија, што ти е вака интересно да работиш, што не си го правила претходно? Јас чекам децава да ми нарачаат нешто што би сакале да им направам. Обично внука ми, бабо, круасани да ми направиш, палачинки да ми направиш, макарони пред некој ден, да се ангажирам нешто да помине време. И колекции имам од овие познати артисти, музичари, весници, еден куп. Ги сечам, ги правам во папки, ги ставам на времето уште као дете, од Арсен Дедич собирав. Арсен и Габи ми беа омилени. И се што беше од весници, дури кога се видов со Арсен на една представа во театар за деца, му е донесов тетрадката кај што сум лепела седа од него. И он ги гледа и му се тресат раце, вика, ово ми се госпоđо до сада не е десило овако нешто. И кога ставив на мојот профил од Фејсбукот, и керка ми ка тргни го тоа, не ти тој имаш Чоре, татко ми вика стави го. Викам, ја од секојаш легенди сум сакала. Викам, уште една дома имам. Се збираш и од Чоре, она самиот кажа дека... Пакет цел. Некој нешто Лужина сакаше книга да пишува. И ја викам, материјал имам многу. Од кога сме заедно, јас све што излегуваше по весници, се собира. Педија имаш материјал. Да, имам. Така, иначе со децата, син ми заврши информатика на Финки, керка ми новинарство. Сами си одлучија што сакаат. Викам, тука нема ја да им сугерирам, ова ќе бидеш или она ќе бидеш. Тоа е најголема грешка на родител. Како викаше татко ми, од родител, поголем пријател никој не може да ти биде. Се што имав, јас споделував со нив. Ке им кажам, совети најубави, современи родители имав, знае, не знам Чоре дали кажа кога дојде кај нас дома. Не, го поканивме на ручек, нешто после Нова година беше. Еден ден дојде, утре дента пак дојде, мајка ми му спремаше тој италијанските специјалитети незини и почна да секој ден. И еден ден татко ми вика, кај ќе одиш сега, нема школа, на термопечка во станот во кисела вода, спи тука. И неколку дена така на спиење и се пресели со ствари, со све дојде кај нас.
И јас стану викам бегалка беше. И за тоа време беше несватливо. Комшииве се чудеа, викаат, ами се омажи керка ти? Вика, свој леб јадете, туѓо га леберете. Нив им е убаво, тука се заедно, кога ќе им дојде време, ќе се земат. И он беше многу зафатен, имаше многу снимања, проби, представи. 3 јули се земавме, значи 6 месеци беше кај нас домазет. Ама моите многу го сакаа, го прифатија. Татко ми патуваше многу по цела Европа и прво што ќе донесе подарок за Чоре. Викам, како син го имате? Да, вика. И он ги почитуваше многу. Јас сеќавам, кога се породив со синот, доаѓа во болница, носи едно ланче златно, викам, од кај ти ова? Бабата ми го купи. Зашто? Ја викам, ама што се трошила толку? Он вреди колку е тежак злато да му купим. И не, он не бил злато, он е диамант за мене. И тоа е убаво. Се убави зборови да завршиме делот што е за Чоре. Ти благодарам, Магда, што ни беше дел од магична сцена во емисијата што е посветена за Чоре. Чоре е неуморен, ќе се снимаме сигурно уште многу пати. Се договоривме на 20 години од сега натаму да се снимаме барем еднаш годишно. Добро што не го заборавија, дека уште го бараат. Така. И за снимања, и за представи, сега има пак интервју, после 2 дена, не знам, го викна пак во некоја телевизија. Добре, викам, уште вреди. Додека го држи паметот, Нека викам. го држи паметот, само нека работи. Додека памти, нека снима. Фала ти, Магда, многу. Се гледаме приватно за некои представи каде што Чоре ќе ни види на сцена, ние во публика. Фала ти. Чоре, сега кога доаѓаш во драмски театар, какво чувство имаш, како ти? И душата и срцето, да. Се снимаме во бифето на драмски театар. Предходно тоа бифе ваше... Не се снимаме. Снимаме, да. Предходно бифето ваше... Тоа таму, да. Внатре. Внатре. Беше внатре, па ме натера колегите сега кога ќе излегуваш од бифето, нели има една друга просторија и таа беше просторија на драматургот, на Бојан, на Џузел, Богомил. Бојан е син му, Борјан. И ме натера, ние не можеме, не гледа публика со облека, да сменим. И јас го направив тоа, затворив таму. Па сега не можеме до бифето да одиме. Нема да го кажам изразот. И ги оставив сами, тогаш си остана ова. Тоа беше, како ќе влезеш, имаше шанк. И беа тркалезни маси, и на една маса можеше да затекнеш во времето кога ќе дојдеш, и после представа 15 души седат на една маса. Разговаравме за после представа, овдека не направи така. Снимавме после представи. Да, снимавме после представа. Сега некако и со овој ковидот, некако како да се оддалечуваме, љубовта како да ни е многу собрана во семејството, во најблиските. Не знам, некое чувство, јас не бегам од да го давам срцето на многу. Љубовта моја е безгранична кон секој кој што е квалитет, кој што е чесен, кој што знае, си ја знае својата професија да одработи така како што прави. И да научиш од него треба. Има многу млади актери кои што јас ги гледам и зимам од него. Купувам. Да. Секојаш било така кај нас во драмски. Така не научија старите колеги, така ние почнавме да ги учиме, но сега е по-друго време. Слободното време како го поминуваш, Чоре? Јас го поминувам, ми е многу жал што не можам со внука ми, од керка ми, од Ана, Гала, да го поминам со неја, зашто сега си има она своји часови, онлайн, што ги викаат, и не сакам да ја пречам. Кога ќе не викне на кафе, и одиме на кафе и така. Така го поминам, имам прекрасно бифе таму, кај нас еспресо, мето, седиме тука, одма. Така се викаат кафињата. Кафулиња и седиме со жена ми тука. Телевизија гледаш? Да.
непрекинато. Што најмногу? Се гледам што може да се гледа и спорт. Ама навистина се гледам. Колку пати, еве, последново, Оскарите. Не ми се допаднаа воопшто, зашто нема живо, нема атмосфера. Има некоја атмосфера, ама таа е многу брехтовска атмосфера од дистанца. И 5:30 заврши. И почна нешто да ми е светло во собата. И викам, ова јас го догледав цело јако, баш сакав. И посебно ми направи голем кеф Хопкинс, дека ја доби наградата, буквално скокнав од кревет. Браво! Значи, тоа се вредностите мора да ги признаеш, без разлика колку ти се допаѓал или не ти се допаѓал. Вредноста е таа која што може да не направи по-честни, по-обзирни кон дадени професии. Да речеме, за мене сега херои се сите медицината. Сите кои што несебично го дадоа својот, дури некои животите ги дадоа за да, нас да ни направат пубаво. Тоа е и театарот, тоа е уметноста. Чори, имаш некој глумец кој што ти е омилен, кој што си сакал да го гледаш? Па дали бил македонец или бил светски? Од секогаш мислиш? Да, од секогаш, да, сум ги имал. Тоа, јас растев во Битолски театар и од секогаш го сакав Чичко Ацо. Љубиша Трајковски, Чичко Бабец Деневска ги викам. Гравчевски, Владимир Гравчевски, кој е еден од моите први учители. Многу познавач, огромен познавач на театарот воопшто. Кога дојдов во Скопје, тие беа сите другари на татко ми, Илија Личко, Милчин, Ќостаров, да не ги редам, кумот мој Прличко, Чичко Тодорче, великани, Гешо, Дарко Дамески, некој Милица Стојанова, Нада Гешовска. Тоа се великани на Мери Бошкова. Да играш со Мери Бошкова, тоа е како премија. Премија, зачем? Како со Мерил Стрип да играш сега? Да, баш така. Така да, ние така учевме од нив, седејќи покрај сцената, впиваш, кога ќе ти кажат, чоре, ела малку, Гешо ќе ти. Шо таму во таа сцената? Абе, Гешо договорени со режисер. Со кој режисер, бе? Ти си на сцена. Не чини тоа. Одма го преправаш. Нема. Одма, па добро, кажи нешто. И ќе ти кажат. Тоа е. Театарот е цел живот, уметноста е целоживотно учење. Младите учеа од вас? Па јас се надевам. Се надевам дека учеле и учат, веројатно. Верувам. Еве, да завршиме, рече дека активен си, можеби повеќе отколку пред да одиш во пензија, ама си активен. Што е она што ќе биде наскоро? Па последно што го снимавме филмот Кино љубов со Јани Бојаджи. Сега е таа постпродукцијска работа. Наскоро да се повакцинираме сите, ќе почнеме со деветка на Гоце Ристовски, ќе ја работиме. Таа ќе видиме за ова, имам жалба поднесено за небулозата која што ми ја напиша. Ќе биде во Драмски театар? Не, веројатно во Велес. Не сме сигурни зашто играме двајца. Јас и Елизабета Стефановска од Охридски театар. Прекрасна актерка, млада. Ќе видиме и сигурно дека ќе го направиме наш, приватно ќе биде тоа. Поштарот на Трајче Кацаров, во кој што играме јас. Поштарот, жена ми ја игра Марија Кондовска, Кондојца ја викам јас, и Игор Георгиев од Драмски. Многу добар млад актер. Тројца сме. Многу добар, убав текст. Просто и да те расплаче и да те насмее. И ќе видиме. После ќе видиме. Треба со Коле да работиме нешто во Драмски, ќе видиме која ќе биде тоа. Така да,
Не мирувам јас. Еднаш глумец роден, до крај на живот глумец. Да. Бе и кога ќе отидеш горе кај него ќе правам таму представи. Сигурно. Фала ти многу што ни беше дел од магична сцена, всушност и магична сцена некако од почетоците до денеска, како да сме пораснати заедно. 20 години, не знам колку го работам ова, и јас остарев со вас напоредно, некако созрев. Почнав 5-6 години имаш сега. сега 25-6 години, да. Друго е, точно. Но имам, ќе ве следам уште долго години. Во секој случај, ако не си ти, не знам дали постои воопшто нешто кое се занимава со уметноста, со театарот. Сотир Трајков правеше, го нема, запреа и него нешто. Не ве сакаат многу вас, не ве сакаат кои што се грижите за уметноста, за поединецот во уметноста. Да не се враќаме повторно. Кој ќе правиш жалба, пиши ме и мене со магична сцена. Не, ја падов јас ја поднес, дури Кацаров ме вика, бе, чуре, ти си многу упорен човек, па ако не сум упорен, нема да бидам овој човек, бе. Нема да бидам тој актер. И како човек нема да бидам. Упорноста исклучиво е таа, подкрепена со квалитет, со работоспособност, се добива, тогаш имаш успех, иначе како? Фала ти многу, да си ми жив и здрав и да се гледаме, да се снимаме уште 20 години сигурно. Благодарам многу, поздрав до твоите верни гледачи.